собири. Ке се проверува кои од нив се безбедни, а кои ќе бидат под мораториум. Мартин Арсов известува. Мартин, што е до овој момент утврдено? Цаци, според најновата информација што ја добив, издадена е привремена забрана за користење или за употреба на 21 објект. За сега немам информација колку од овие објекти се државни, а колку приватни, тоа ќе го дознаеме подоцна во текот на денот. Сите оние објекти кај кои што инспекторите ќе утврдат неправилности ќе бидат под мораториум според сегашните информации. За сега не се знае колка временски период ќе трае тој мораториум. Меѓутоа, ова ќе биде временски период или шанса за собствениците на објектите да ги отстранат своите грешки. Во меѓувреме, 5 инспекцијски тимови од денеска ќе прават проверка и ќе проверуваат дали се безбедни објектите за прослави и големи собери. Сите досегашни контроли кои што се направени во изминатите десетина дена се запишани, односно изготвени се записници и се предадени до надлежните институции. Со ова е завршена првата фаза од ваквите засилени инспекцијски надзори. Паралелно со ваквата инспекцијска активност, работна група во Министерството за економија активно изготвува неколку законски измени. Согласно измените, освен што ќе се покачат паричните казни за прекршителите, ќе се формира и посебна комисија од искусни луѓе, професионалци кои што ќе прават увид или проверка на условите во објектот пред истиот да добие лиценца. Склопивме се во еден прилог да го погледнеме. Инспекцијски екипи од денеска ќе ги проверуваат објектите за прослави и големи собири. Главен фокус на контролите ќе бидат минималните услови за работа кои треба да ги исполнуваат. Како што информира од владата, целата документација од претходните контроли е комплетно обработена. Целокупната постапка е завршена во форма на службен записник и е доставен до надлежните институции. Со ова, Државниот пазарен инспекторат и формално и законски го заокружи првиот дел од процесот во рекордно време, обезбедувајќи ефикасност и усогласеност со прописите. Објектите во кои што инспекторите забележале неправилности ќе бидат под мораториум додека не ги исправат грешките. На листата објекти кои привремено ќе бидат затворени се и угостителски локали и државни установи, како училишта, градинки, пензионерски домови. За сега е нејасно колку време ќе трае мораториумот, но и како практично ќе се изведе. Навистина ни е битно да превенираме све што може да превенираме во иднина да се случи, доколку таа аномалија која што објектите не ја отстранат во некој догледен период, секако дека нема да можат и нема да имаат услови да работат. Во тој период ќе бидат затворени, еве конкретно градинки? Мислам да. Заменик министерот за економија пак најави дека во иднина посебна комисија ќе прави проверка на условите во објектот, уште пред да добие лиценца. Тимот ќе биде составен од професионалци од пазарниот инспекторат, полицијата, УЈП, дирекцијата за заштита и спасување. Пазарните инспектори по професија се или правници или се економисти. Како може тие да проверат дали исполнува објектот градежни, да речем противпожарни услови, електрика и така натаму, се она што е поврзано со издавањето на одобрение за градба на еден објект и понатаму за исполнување на минимално технички услови. Целта наша е во иднина, во таа комисија, да влезат повеќе институции и професионалци, лица професионалци во својата област, кои ќе гарантираат со својот подпис во записникот, кои ќе го направат не откако ќе се даде лиценца, него пред да се издаде лиценца. Со законските измени кои ги подготвува Министерството за економија се предвидуваат и драстично повисоки парични казни. Откако се откри дека дискотеката во Кочани во која загинаа 59 лица немала легална лиценца, засилените инспекцијски контроли најдоа голем број локали кои работеле со истечени лиценци или пак имале валидни документи, но не исполнувале ни минимум услови за работа. Мартин Арсов, Сител телевизија. Мартин спомена на почетокот 21 објект оди под мораториум, ќе очекуваме информација колку се приватни, а колку државни, но колку контроли се вкупно извршени, дали има таква информација? Да, досега се направени над 116 вонредни инспекции, издадени се 59 прекршочни платни налози во износ од над 520.000 денари, а меѓу другите казни секако и најновата информација дека 21 објект доби привремена забрана за работа. Цаци? Нарсов, ти благодарам за овие информации.